Почитувани, на 28 мај лани од ова место порачав дека Никола Груевски мора да ја превземе одговорноста за спроведените криминални избори. Најавив платформа за парламентарно действување против режимската власт со јасна цел – враќање на демократските институции и создавање услови за одржување слободни и фер избори. Соопштив дека предвремени парламентарни избори се можни оној момент кога ќе се обезбедат гаранции за минимум услови за слободно изразување волја на граѓаните, а СДСМ и опозицијата ќе бидат дел од гаранциите. Побарав реализација на барањето на СДСМ и опозицијата за формирање преодна влада, што го испорачавме во моментот на затварање на гласачките кутии во 19 часот на денот на криминалните избори на 27 април 2014 година. Најавив дека една од клучните цели ќе ни биде земја што ќе гарантира слободни и демократски избори, преку владење на правото и почитување на темелните уставни вредности. Побаравме и договор по уште неколку други точки: одвојување на партијата од државата, прецизирање на избирачкиот список, регулација на медиумите. На тој 28 мај минатата година, кога ги соопштив овие ставови, главните прашања беа дали опозицијата ќе успее да опстои надвор од парламентот, без сомнежите дека власта ќе притисне или ќе купи некои наши пратеници, дека ќе избере своја опозиција во собранието и така натаму. Останавме непоколебливи и одлучни. Само една година потоа, Никола Груевски прифати се што одрекуваше. Прифати своја оставка, прифати преодна влада, прифати нов јавен обвинител. Оврска станаа забелешките од Европската комисија во извештајот на ПРИБЕ, кои што ги потврдија сите состојби за кои што говоревме. Пред се, за да се обезбеди независно правосудство преку поглавијата 23 и 24, потоа доверлив избирачки список и изборно законодавство, регулација на медиумите, ослободување на регулаторните тела од пипците и контролата на власт. Денес, година и 3 месеци подоцна, еве сум повторно овде, еве ги повторно со нас, нашите пратеници, сите до еден со кој се гордееме, за да ги најавиме следните чекори. Откако успеавме во целта договор за создавање услови за фер и демократски предвремени парламентарни избори, во чија што реализација гарант ќе биде и опозицијата. Со ова потврдуваме дека го почитуваме подпишаниот договор од 2 јуни, односно 15 јули. Најавувам дека пратеничката група на СДСМ и коалицијските партнери, кои што целиот овој период работеше на теренот со граѓаните, продолжува да действува во парламентот за да го обезбеди спроведувањето на постигнатиот договор од 2 јуни, односно 15 јули. До 15 септември да се избере специјалниот јавен обвинител кој согласно уставот и законите ќе обезбеди владење на правото, ќе ги превземе материјалите од прислушувањето и потребните действија за делата што произлегуваат од нив. До 20 октомври да се избере преодната влада, да се направат потребните законски измени за правосудството, изборното законодавство, целосно нов избирачки список во медиумската сфера и така натаму. Да ја изгласаат оставката на Никола Груевски од премиерската функција. Да се избере нов премиер кој со новите министри и заменици министри од редовите на опозицијата во преодната влада ќе мора да обезбедат гаранции за фер и демократски избори. Првата обврска е специјален обвинител до 15 септември. Мора да се реализира. Во спротивно договорот нема да биде валиден. Материјалите што ги поседуваме од прислушувањето на власта нема да имаме кому да предадеме и ќе мораме да продолжиме да ги споделуваме со јавноста. Нема да има нови палома договори. Правдата, слободата, демократијата, вистината мора да бидат институционално потврдени. Со влегувањето во собранието, СДСМ и опозицијата ја потврдуваат сериозната определба да се надмине политичката криза, да се вратат демократските процеси и да се нормализира државата. Ова се целите од кои што нема да отстапиме. Под какви било околности, ова што го ветивме на граѓаните, ќе го постигнеме. Благодарам, повелете прашање. Дали сите пратеници чии мандати беа верификувани се враќаат или некој може би останува? Сите пратеници се враќаат, денеска формалностите ќе бидат потврдени
и очекуваме во брза процедура да бидеме вградени во помошните тела на собранието, за да може полноправно, рамноправно, согласно устав и закон да учествуваме во сите наредни дебати кои што ќе се појават во собранието. Дали ги повлековте оставките и дали ќе учествувате на координација? Денеска веќе се подготвуваат сите документации за повлекувањето на оставките и се надеваме дека првата координација ќе ги даде нашите очекувани резултати за целосно вградување во работата на парламентот. Да, во 14 часот нашиот координатор ќе биде на координација. Слушавме горе зашто порано ги повлекле доказите веќе да обвинува во вашите пратеници дека колките на година сте земале пари се ги дома. Рекла дека јавно сте барале да се да ги одземат овие мандатите, а од друга страна вика дека тајно не молеа да им ги одземаме. Кој е вашето? Појавно, јасно и гласно. Буквално да се доведете до молење некој да го почитува уставот и законот и да ги констатира оставките. Па ајде ако треба и со двотретинско мнозинство да ги изгласа. Како и да е, притисокот беше повеќе од јасен и очевиден во делот на настојчивоста на сите наши пратеници, опозицијата заедно да оставките бидат констатирани. Затоа се голи шпекулации и перфидни безобразија да се зборува на начин дека некој тоа тајно го молел. Не се работи за сериозни работи, апсолутно вистината беше предочена пред граѓаните и неколкукратно тоа беше потврдено. Дали бомбата за Москва е сега клучната бомба за која одма значи ако да се спроведува договорот со тоа да играте? Еве, дел од материјалите кои што ќе бидат предадени на специјалниот јавен обвинител, секако се и доказните материјали поврзани со монстрот. Поклучни докази од ова што го споделивме со јавност и тоа што ќе биде доставено заедно со сите материјали. Да сте на северниот пол, здравје, ќе бидат единствено насочени кон оставка и заменување на власта. Само кај нас е тоа можно, тоа што ни се случува, но секако вистината ја споделивме со јавноста, она што не е споделено ќе допре до јавноста преку специјалниот обвинител, овде се анкетните комисии кои што ќе работат и сите останати работни тела на институциите на системот и се надевам дека прво вистината како вистина ќе допре секаде каде што е потребно, а најважната цел ќе биде да ги врати демократските институции и да нормализира Македонија. Дали деновиве имало на 24 април? Ако не биде исполнет договорот до крај, овој договор за нас е невалиден. На нови криминални избори, зарем треба Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата да учествува? Секако. Најважната работа за нас е во целиот овој период до изборите да се вратат во нормала институциите на системот, да ги вратиме демократските институции, а како нус продукт на крајот да бидат слободни, фер и регуларни избори. Дали деновиве Ако до 15 септември не се избра јавен обвинител, договорот е невалиден или дека вие продолжувате со бомбите, дали тоа значи повторно излегување од собранието и во институционално демократија? Ќе донесеме одлуката и јавно ќе ја соопштиме на 15 септември, доколку се случи да нема избор на специјален јавен обвинител. Секако тоа што можеме слободно да го кажеме е неможноста кому да ги предадеме доказите кои што се државна сопственост ги поседува опозицијата. Ние ако немаме по закон кому да ги дадеме, а во истовремено ако не ги предадеме на институциите сме должни јавно да ги соопштиме, тоа е и по нашите позитивни законски прописи. Така да ако нема кому да ги дадеме, ние ќе продолжиме да ги соопштуваме во јавност. Се е отворено, 15-ти ќе го почекаме за да ги донесеме одлуките. дали последните денови имало понуди од страна на представници на власта да нема кривични пријави до изборите? Ама работа, до мене нема такви работи стигнато. Специјалниот јавен обвинител е избран како формулација која што мора да биде инкорпорирана во законодавството на Македонија согласно уставот на државата. За да веднаш действува и делува за се за кое што има инкриминирачки процеси. И против Заев, со пуч или слично, и против носителите на високите функции начело со Груевски. Затоа што, меѓу другите важни работи во договорот, очекуваме имплементација на препораките согласно извештајот од Прибе и паралелното, односно неофицијалното спроведување на поглавијата 23 и 24. Пред се однесуваат на севкупните слободи, но овде и правосудството како независност и медиумите. Јас очекувам корените промени во правосудството да се случуваат до крајот на годината, веќе видливи за граѓаните. До тогаш требаше некој да ги сработи овие дела независно. Затоа е избран специјалниот обвинител.
така да може некој да го лаже паметот за било што, освен она што е причина за избор на специјален јавен обвинител. Веднаш да почне да се посвети на истражна постапка, да носи одлуки, обвинителни акти и се она кое што е опис и попис на работа на секој обвинител, така и на овој специјален јавен обвинител. Во духот на врските, опозицијата има изготвено измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство, за да имаме целосно уставно инкорпорирање на овие промени согласно уставната и законска регулатива во Република Македонија. Редно е кога стои обврска дека 4 партии потписнички на договорот го предлагаат обвинителот, тие да бидат и предлагачи на законското решение. Во моментот знаете дека се преговара на тема специјален обвинител, конкретно се преговара за законското решение. Соодветно и консеквентно на изнајдено и договорено законско решение, најверојатно е логично да се влезе во разговор за името на специјалниот обвинител и оние кои што ќе бидат делот на специјалното обвинителство, заради тоа што за ваква сериозна функција не е во ред да се разговара со било која сериозна личност, без при тоа да му се покаже по кој закон ќе работи, како ќе му биде загарантирана целосната автономија и на кои материјали ќе алудира законот во делот кругот на неговото работење. Ви благодарам на сите.